Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Тема на денешната емисија е едрењето како екоспорт. Наши и ваши гости се Славчо Мошовски, генерален секретар на Едриличарската федерација, и Стефан Ставрев од клубот Акватика јахтинг и председател на преварувачката комисија. Добар ден за двајцата, добре ни дојдовте во студиото на ТВМ телевизија. Добар ден, благодариме на поканата. Нашиот разговор ќе го започнеме со она што е најактуелно. Спроведувате еден проект, запознај го езерото, а едрењето заштити го езерото. Проект кој што ви е поддржан од Европската унија. Ајде малку околу овој проект, Мошовски. Да, овој проект е финансиран од Европската куќа преку проектот ЕУ за тебе. Ние како федерација аплициравме на тој проект со цел да ја зголемиме популарноста на едрењето во нашиот град. И пред се тој проект е насочен кон подигнување на свесноста на локалното население пред се за важноста на заштитата на езерото. Преку тој проект ние сакаме да вклучиме, да запознаеме што повеќе луѓе со едрењето, да ги вклучиме во работата на клубовите на федерацијата и исто така сакаме да му кажеме на потребата во иднина сите ние да се насочиме кон доколку сакаме да се рекреираме на вода, да купиме некој пловен објект, тоа да биде едрилица. Така, како еко Да. пловила. На тој начин ние како федерација и сите други клубови би придонесле за заштитата на езерото. Така. Ставрев, целта е да се промовира едрењето и како спорт. Да, значи двата клуба на Охридско езеро, Акватика јахтинг од Охрид и Снегар од Струга, преку своите школи за едрење, ја вршат таа промоција на едрењето како еколошки и олимписки спорт. Најмладите учесници или ученици во школите за едрење се запознаваат пред се со теоријата за едрењето, составните делови на едрилиците, ветровите, ружата на ветри и браној на Охридско езеро, но тука и безбедноста на вода како најосновен елемент во едрењето, но и културата на однесување на вода. Значи, и во самите регати што ги организираме и во расписите, дали било то на државно ниво, дали било то меѓународна регата, наведено е дека заградувањето на езерото е забрането. Тоа значи дека и тоа ние што го даваме коланш пакети, вода за освежување, све мора да биде во самите, достани во самите едрилици или во тренерските гумењаци. Така. Тоа е. Промовирањето на Охридското езеро е во моментов тој проект кај што ги запознаваме сите со едрењето и сакаме од тие млади генерации да пред се да ја всадиме љубовта кон водата, кон едрењето, кон екологијата и кон олимпизмот. Така. Најавивте и повеќе едукативни работилници со тоа што децата од училиштата ги повикувате, се реализираат или кога ќе се реализираат? Ги повикувате на отворени часови, па тука им предавате? Да, веќе се реализира доста од тие активности преку школата за едрење во Охрид Акватика јахтинг. Реализирани се едукативни часови на часовите по физичко со цел да им се представи едрењето на најмалите и веќе школата за едрење е започната и имаме доста голем број на пријавени деца. Потоа имавме и исто така промотивна тура за деца од средношколска возраст во соработка со Охридската гимназија. Имаше преку 20 деца кои што има слободна тура, кои што исто така се запознаа со едрењето и дел од нив прави интерес во иднина да се вклучат и да ја поминат, да. Така, да се школата за занимаваат со тоа. Ставрев, кој е најмногу заинтересиран? Ево спомена дека и најмладите, но и средношколците. Каков е интересот кај нив за едрењето? Па можам да кажам и во анализирано и во минативе години дека интересот за едрењето кај младите е доста голем и расти од година во година. Со тоа што првите
женскиот пол. Женските? Се позаинтересирани за Интересен едрењево податок. отколку машките, не А дека вака нема звучи како машки спорт, но ево, Па, видиш. според најновите информации од Меѓународната атлетичка федерација, веќе и класите почнаа да бидат мешани класи, значи таа родова еднакво, значи машки и женски нема кој ќе обележано, нека да се мешани тимови кои што и на олимпијадите веќе се настапуваат. Заедно настапуваат, мешано веќе. Така не Не се е смета за поделено, машки спорт. Интересно е тоа што еве повеќе девојчиња се заинтересирани. Од кога почнуваат школите? Колку време ќе траат? Значи, Славчо спомна дека се започнати, да, уписиве се при крај, веќе се деца веќе почнаа да идат, значи започнато е со тие основните работи што требат административни да се завршат. На 15 веќе започваме со теоријата. За неколку дена после тоа ќе бидат полека со поискусните едреличари и со тренерите заедно, новите членови да почнат да го практикуваат едрењето и во вода. Така да Кога ќе заврши до крај на летото, претпоставам, не, трае или не? значи малце поинаков концепт имаме оваа година за негдека 3 недели од сите тие пријавени кои што ќе бидат, што ќе се заврши, да речам, таа школа за едрење. Најдобрите ќе можат да продолжат да бидат дел од клубовите и во Охрид и во Струга нормалното. И тие деца ќе можат да продолжат да со тие што се напредните заедно да тренираат за тие регати што ги имаме планирано според календарот на Едреличарска федерација на Македонија. Јас исто така тука би надополнил дека покрај школата за деца од основно училиште, Едреличарската федерација има уште еден проект во соработка со Свис швајцарска фондација Свис Контакт, програма за големување на пазарна вработливост, преку која ќе се финансира таа школа за средношколци. Идејата е преку таа школа средношколците во иднина да се вклучат во пазарот на труд и да работат преку лето како скипери, тренери, суди и сите други настани кои се организираат преку дечаските клубови и федерацијата. Таа школа ќе започне негде во средината на јули. Најпрво имаме обука на самите ние кои ќе правиме таа обука од страна на меѓународна школа за Асоцијација на школи за едрење. Прво вие ќе се обучувате, потоа ќе ги обучувате и тие ученици. Така, значи ние го секако можеме да пренесеме знаење, меѓутоа сега ќе се надградиме во областа на методологијата, начинот на пренесување на знаење, така да таа програма ќе има бенефити ние како инструктори, децата, потоа младите. Средношколци ќе се тоа. Да. Кои што ќе можат да заработуваат на некој Во начин. текот на летниот распуст, Така. потоа доколку останат на факултет во Охрид, и со тоа ќе му дадем исто така и тоа е поврзани се два проекти, и тоа е еден вид на поттикнување на развојот на едрење. Да, промоција и поттикнување на едрење. Имаме ли бројка, Ставрев, колку едрилици имаме на Охридското езеро? Вака, сега имат две поделби во поглед на едрилиците, спортските едрилици или олимписките класи со кои што располагаат двата клубови во Охрид и Струга и клубот од Скопје Нов ветар, нашите колеги од Нов ветар кои што набавија 4 спортски едрилици, кои за жал се уште не се пуштени во вода заради недостаток на наутичка инфраструктура на Охридско езеро и чување на тие скапи пловни објекти. Бројката на големи едрилици над 5,5 метри изнесува од прилика негде околу 60 едрилици, кои што број постојано растит. Интересот на
не само на жителите на Охрид и Стрга или крајбрежјето, него на многу и од многу други градови, поготово од Скопје, растит интересот за набавка на едрилици и за членување во некои од постоечките клубови и вклучување во системот на надпревари. Олимписките класи негдека во двата клуба имат околу 40 едрилици, до 45 во зависност од класите. Најбројна е класата за најмладите, Оптимист, каде што во двата клуба во Охрид и Стрга имат околу 25 такви едрилици. После идат на класата Илка 4, поранешен Ласер 47, кој што во моментов имаме 7 или 8 од нив. Со тоа што можам да кажам дека преку Едриличарска федерација се набавија две такви едрилици кои што ќе се користат за меѓународни надпревари како дел од репрезентацијата на Македонија. И класата, олимписката класа исто 470, двосет класа кај што 4 тима од Охрид и од Стрга беа испратени на клиника за таа класа со врвни инструктори, со светски прваци во Солун. Една недела кај што нашите едриличари од двата клуба се здобија и тренерите се здобија со нови искуства, со нови знаења, за да можеме понатаму да ја развиваме и таа класа. Значи, во соработка со сите меѓународни асоциации од претходно спомнативе класи, го развиваме на некое повисоко ниво спортското едрење во Македонија. Така. Вака како што ве пратев, значи некаде 100 пловила едрилици би ги имале, а според регистарот на капетанија имаме едно илјадници пловила кои што се регистрирани, кои што сме свесни дека не се еколошки, имаме и стари бродови, имаме секаков вид на пловила за кои што еколозите алармираат. Целта е да се поттикнуваат, да се зачува Охридското езеро со тоа што би се инвестирало во купување на едрилици. Така. Да. Сите тие пловила, би ги нарекол со внатрешно согорување, се доста стари, или не сите, ево на голем дел се доста стари во Охридското езеро, да. Донесени се од увезени се надвор од Македонија и затоа имаат и некој си голем ефект врз загадувањето на езерото. Ние не можеме точно да го измериме и да кажеме колку што, меѓутоа ево затоа го промовираме едрењето и би рекол сега уште ево секоја криза е одредена можност. Сега е горивото скапо. Да. Дополнително да биде еден импулс за... Значи сега е нашата шанса ние да го промовираме едрењето. Јас верувам дека има многу голем интерес од луѓево да купат едрилица на место глисер, меѓутоа како што спомнавме исто така се сочуваме со проблем со инфраструктурата за... Да, и за тоа имам прашање во однос на комплетно инфраструктурата што и дополнително допринесува за дополнително загадување. Имаше, ставрев една иницијатива која што потекна токму од вас едриличарите, да се намали данокот на додадена вредност при купувањето на едрилици, со што дополнително ќе се мотивираат луѓето токму да вложуваат во едрилици кои што нема да го загадуваат Охридското езеро. Се бараше, мислам, да се намали од 18 на 0% за да се мотивираат. Има ли нешто од таа иницијатива? Бидна ли нешто со тоа? Видите, да, иницијативи нон-стоп имат во поглед на тоа како се, да речем, како се менуваат политичките гарнитури, така ние со секој Нова иницијатива. Нова иницијатива и мислам дека во еден период рани имаше таква од негдека 15 ноември до 31 декември. Добро. Започна, значи, пробно ето се прифати таа иницијативата, за да може да се внесват едрилици со, како што спомнавте, 0%. И 0%. Се надеваме, ние поднесовме пак иницијатива сега,
и се надеваме дека ќе конечно ќе имаме разбирање од властите во поглед на тоа, затоа што ако сакаме да го заштитиме Охридското езеро и да стане зелена дестинација, мојат да се на тој начин. Тоа значи дека да имавме македонски производители на едрилици и да го штитевме домашното производство во ред. Ние немаме во поглед на тоа ништо во Македонија. Значи мора све да се набави од странство. И колку и ние да направиме милион проекти и да добијаме не знам колку средства све, ако пола тие средствата ни одат во транспортот и во увозните давачки, ништо не сме направили. Значи нема да стасаме до постакуваната цел во поглед на развојот на Охрид и заштитата на Охридското езеро. Како ето и УНЕСКО спомнувате езерото, сите спомнувате и една од тие еколозите. препораки И ние се и ко федерација и ко клубови се бориме за заштита на езерото и други спортски клубови што се поврзани со водата, истото мислам дека ќе го направат. Така. Се надеваме дека ќе имат позитивни одговори и дека ќе се восстанови таа пракса да се полните езерото со едрилици, значи со еколошки правила. Така. Ајде малку околу таа инфраструктура. Свесни сме дека со децении зборуваме дека е потребна и нужна марина. За жал марина нема. Последно надлежните од Министерство за транспорт многу лесно се ваѓаат и префрлуваат топката на УНЕСКО. УНЕСКО наложи да нема марина и така лесно се ваѓаат сите и марина нема, веќе никој не ни спомнува. Прво се бараа локации, сега веќе ни локациите не се спомнуваат. Единствената импровизирана марина која што ја имаме е она во канал Студенчишта, Билјанини извори, која што за жал е жива импровизација и е факт дека не е марина каква што треба да е, бидејќи дотурот, ете така, дотурот на сите тие масла, нафти, бензини, чуда се случува токму тука, а каналот е мрестилиште на рибите, а сега се користи за нешто друго. Со години се апелира и се алармира, меѓутоа, ете, сега сме пак во една таква статус-кво ситуација. Да. Значи, ние за Денот на езерото исто така имаме и една панел дискусија во која ќе се отвори оваа тема, меѓутоа ние сега, јас ќе кажам моето мислење. Да. Кај нас доста се, низ јавноста се прикажани некои мегаломански проекти за марини, за пристаништа и така натаму, меѓутоа јас при едно истражување го видов примерот со езерото Нойзелдер во Австрија. Исто така тоа езеро е заштитено од УНЕСКО и од гледна точка на марините ти имаат преку 15 марини. Што значи дека Мали некои нешто какви се да ги опишете? Да, што значи дека УНЕСКО не е баш тој што ги забранува марините. Тоа езеро и всушност е седиште на Европската едриличарска федерација. Замислете од сите мориња, океани во Европа, тука е стационирана едриличарска федерација. Марините таму се изградени во заедништво со природата. Самата трска, бидејќи таму има доста трска, е всушност таа брана, заштита на едрилиците од невреме, од бранови. Така. И исто така најголем дел од марините се ископани во копна. Тоа значи дека трската е самиот браник, или ево, доколку би споредиле со тие, да речам, мегаломански проекти, самиот тој браник од камења што е направена, исто така е заштитен и каналот Студенчиште. Да, има и на повеќе места има такви трски кои што може да се искористат. А самата марина е изградена внатре во копната. Всушност тоа езеро заштитено од УНЕСКО токму поради тоа најдена нека одлична симбиоза помеѓу развојот на луѓето, општеството и зачување на Значи ние не мора да измислуваме, можеме и да превземеме идеја, како идеја. Ние имаме значи доста такви места во езерово трски кои што може да бидат соодветни. Ево јас би рекол безбедни пристаништа, не марини, бидејќи марина опфаќа и други некои работи, како што се сервис, кранови
и така натаму. Меѓутоа ние сега за почеток за доста малку Доволно пари, би било и тоа. да, доста малку пари со заштита на езерото ние би можеле Така. да издействуваме изградба на такви безбедни пристаништа. Кој е вашиот став, Ставре? Сме правеле повеќе пати. Сме разговарале на оваа тема, стара болна точка. Па, не знам, изгледа ние едно време велевме дека сме научени да учиме на грешките или тъй да не се деси некоја неубава работа, а имавме такви примери, за да се поправиме. Ама очигледно и тоа дека не е веќе така, во поглед на тоа што треба да се направи во поглед на наутичката инфраструктура и разговараме, како што рековте и вие, многу пати во поглед на тоа, конечно еднаш мора да се Најди да се среди решение, тоа, ете значи по се- примерот на некои земји кои што нашле. Значи, имат, Славчо спомна примерот со езерото на граница меѓу Австрија и Унгарија, еден мал број такви езера ги имат низ Европа, кај што Заштитени. може да искористиме, например, да се ојде на едно студиско патување, заедно Општина Охрид, Општина Струга, Федерација, Министерство за транспорт и врски, каде што би одели и чисто да се види како тоа све го следили и го направиле, сепак да се заштитите езерото Така. и таа фамозна трска, што ја спомнуваме цело време. Да. Исто така да се среди тој делот на влезот од каналот од левата страна, кај што нонстоп го кажуваме дека Да, каде што се излева колекторот, и каде што атмосферската имаме- канализација се во- меша со да. фекалната и е секогаш И на други ужас. места што имат све тоа, значи Да. ето постојат многу фондови, постојат многу начини како тоа све да се направи, само треба еден чекор напред да направиме сами вени. Да се преземат тие позитивни искуства кои што ги Да, имаат значи, современите земји, значи не Најдобро сме- е да се направи едно студиско патување, пак Така. ќе речем, заедно да се сите вклучени во поглед на марините, корисници и така натака, за заштита на нашиот бисер. Најголемиот природен спортски неискористен терен, што го кажувам стално, затоа што Да. жално е да се празно, а може да се користи за европски надпревари, за балканијади, за светски не велиме сега, ама за Рано е така. Епа тука би сакала да ве запрашам, што ќе има ова лето? Ќе има ли некои меѓународни регати, не знам, ќе се случува ли нешто, имаме ли ние деличари во вашите клубови со кои што може да се пофалиме, така и во светот, и во Европа, и така натака. Па вака, значи, спрема календарот на Едвеличарска федерација, ние имаме ни за активности, ни за регати, и во поглед на денот на езерото. А да, тоа беше еден настан кој што ќе го обележите. Да, значи во тоа склоп е на проектот. веќе имавме критериска регата за олимписките класи, класата Оптимист што се одржа пред 2 недели тука во Охрид. Сега на 19 имаме исто во Струга критериска регата, ќе гостуваме во соседна Струга. Со големите едрилици имавме мечери се одржа пред од прилика, да. Така. Се одржа меч рейсот кај што учествуваат 3 клуба со 4 тима. Следет надпревари со големите едрилици, а со олимпискиве класи пак ќе спомнам дека малце зазедовме стратегија да не биде то во средината на летото кај што е многу гужва Така. во езерото и мораме сепак да мислиме за заштита на најмладите од несовесните глисерџи, Да, кој што ги дискотерџи, имаме. што ги да, имаме еден за куп. жал, еден Да. куп. Да. И имаме исто гостување во странство. Бевме на Паличко езеро, двата клуба. Настапивме на отворено првенство на Југоисточна Европа во класата Оптимист. Сега имаме настап во Бела црква, па ќе следат после настапи, ако се одржи Балканијата во Грција. Репрезентацијата таму ќе настапи, а после тоа клубовите пак настапват на регати во Хрватска и во други околни земји. Така. Исто така во почетен развој би сакал да се Да. надоврзаме слободно.
една нова дисциплина меч рейс, која веќе 3 години се организира. Тоа е дисциплина надпревар помеѓу две идентични едрилици. Сега заедно со едрилиците од Скопскиот клуб Нов Ветер, кој се надеваме дека ќе се изнајди решение за паркинг место, ќе се организира меѓународна регата во октомври. Во кој учество ќе земат екипи од Грција и Србија. Се надевам, бидејќи ние бевме ланската година, гостувавме таму да видиме како ти го организираат тој. Самите правија интерес и се понудија да дојдат најпрво да ни поможат во организацијата, а потоа и во наредните години да учествуваат и ние да одиме таму и тие да. Да, тука да дополнам и јас за олимписките класи. 470 Илка 4 и Оптимист класата од 23 до 25 септември Акватика Јахтинг е домакин на меѓународна регата на која што веќе се пријавени клубови од соседна Србија, Бугарија и Црна Гора. Значи, имат доволно време за да се пријават и другите клубови и очекуваме дека ова година ќе биде доста побројна. Лани беше прв пат после подолг временски период да се организираат меѓународна регата. Ова година веќе имаме две меѓународни регати во различни класи. И кога ќе ви дојдат ставрев колегите од тие земји, кога ќе видат нашата наутичка инфраструктура, каде сме ние, каде се тие, се чувствуват или малку нелагодно да речеме, непријатно, затоа што немаме инфраструктура едноставно. Секое село во Швајцарија имат марина на сите езера. Така. Гостите наши што идат или од континентална Европа или од морски, да речем, земји, кај што е све тоа развијано и стално истото прашање кај е проблемот. Да. Што е проблемот? Некој дури знае дека градското пристаниште е направено од времето на пред 100 години, уж малку ќе прославиме 100 годишнина. Ќе те споменикот да го најме крај Фрлен Везер и да го кренем од многу индиферентно. Тој што го изградил. Значи да, сега бродовите има проблеми со пристанувањето, треба тоа да се ископа, велат проблеми има и пристанувањето. Да, тоа е пристаниште, не е седриште. Да. Со пристанувањето има проблеми, растити бројот и на сите пловила. На сите пловила, буквално и е хаос. Навистина се случува хаос. Еве, каде едрилиците се паркираат? Каде ги оставаат? Порано имаше место онде кај клубот. Сега каде ги оставаат едрилиците? Или кој каде што ќе најде простор? Едрилиците генерално се паркирани пред плажата Горица 1, пред клубот Акватика, на пристаниште и во каналот. Тука мислев, да. Иструга пред устието на реката Дрим. Да, тука се оставаат, затоа што нема адекватно место. Генерално ние наидовме на некој разбирање минатата година и се донесе одлука да едрилиците се паркираат оние што имаат можност, бидејќи и едрилиците имаат голем дел проблем, бидејќи имаат фиксна кобилица и не можат да влезат во каналот. Да им треба. Тоа е едниот проблем со неископаниот канал или пристанишчето Свети Друг проблем ни е исто така мостот. Тоа се жалат, значи велат немој да се пристане и до самите пристаништа. Еве, дојде и почна сезоната и од Министерство за транспорт ветија, но не го направија. Се жалеа и бродарите и капетаните и не знам, многу индиферентен навистина однос со страна на Министерството. Така да и мостот тука не исто проблем, ние не можеме да се паркираме после мостот заради јарболите, да опоминеме мостот да се паркираме, така да еве уште еднаш упатуваме апел да секоја едрилица што може да се паркира да се овозможи од страна на властите да може да се паркира пред мостот, за сите други може да се изнајде место и понатам. Во моментов мислам дека максимум сите едрилици што може да влезат се засега паркирани во каналот, со сега може да има една-две исклучои кои што не се влезени во каналот. Исто така тука и тој простор е доста интересен и за првичниот план беше тука да се формира некој центар за спортови на вода. Тука да бидат сите и кајак, и едрење, и веслање, меѓутоа сега засега не уште ништо. Да, не е решено. Да.
не Така. се реализира. Се надеваме дека во иднина имаме разбирање, бевме на состаноци со градоначалникот и мислам дека ќе се изнајде Да. начин да Да се олесни. Да. Ево, ние како федерација моментално имаме и средства, имаме и одобрени средства за набавка, за реновирање на просторија која што во моментот таму ние ја имаме, добиена Поранешната таа што беше? да. Меѓутоа ево се уште не можеме да си ја земиме, да си ја Беше некој реновираме. спорт тука, да. 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 Така да ево ќе имаме и гости, и евроамбасадорот и други овие од меѓународната школа за асоциација за школи за едрење, така да сега во моментов немаме ние кај да ги примиме. Ајде уште пред да привршуваме со емисијата, го споменавте денот на езерото кој што ќе се одбележува во рамките на овој значаен проект Запознај го едрењето, заштити го езерото. Што ќе се случува од ваша страна во рамките на проектот? Да, значи најпрво на 21 имаме два настани. Тоа е едната панел дискусија во која ќе се отвора доста теми и другата што ево мислам дека сега е поинтересна е тоа дека ние ќе организираме бесплатни тури за сите оние кои што се заинтересирани за едрење. Тоа ќе започне во 10 часот од градското пристаниште и турите ќе видат во време трајање од 1 час, така да ги повикувам сите заинтересирани. Ќе можат да едрат со вас. Да се пријават на бесплатни тури, да се запознаат со едрењето. Може да не контактираат на мејлот на Федерацијата Macedonian Sailing Federation или на контакт телефон 078 269 041. Така. Треба претходно да бидат пријавени. Да, ги повикувам сите кои што се заинтересирани да се пријават пред време. Ето може би да не се пријават ке има место, меѓутоа за нас е подобро доколку веќе имаме некој конечен број, подобро да ја испланираме целата реализација на настанот. Тоа ќе се случува цел ден, претпоставувам. Да, ќе трае преку текот на целиот ден. Така. За крај, Ставре, сака да ме прашам вас, колку странците пројавуваат интерес за едрење? Сега зборувам за туристите, знаеме дека доаѓаат туристи, се заинтересирани за некој така спорт да видат. Има ли тука интерес, доаѓаат ли, прашуваат, сакаат ли да едрат? Да, значи скоро сите странци се зачудени зашто е празно езерото, кај се едрилиците. Ние не прашал кај се Глисерите. моторните пловила. Да. Значи имат интерес доста голем во поглед на на тие Да изнајмате дрилица. да изнајмете едрат. дрилица со или без скипер, затоа што Така. имат голем дел од нив што си имат своја скиперска дозвола Така. и си рентете дрилица и сакат да уживаат во наши рубајни, да речам, Охридско езеро, природава околу. Само пак се враќаме на истиот проблем. Да. Имат голем број на туристи кои што сакаат да изнајмете дрилица на поиќе денови. Така. Со недостатокот на И наутичката ќе се структура, соочат, да, со дошле таков со програм. авион, сакаат една неделја да едрат по Охридско езеро, не може да му се пружи то, Да. Ќе се освен соочат со дневни препреки. тури, освен на свој ризик ако одат, пак тука веќе немојме да гарантираме никој Да. дека вечерта нема да има некој невреми кај што ќе се укотвени, дека нема да се десите, не дај Боже, некаква Така. несреќа. Значи, голем интерес имат и мора да се работат во таа насока да развојот на наутичкиот туризам на Охридското езеро да бидат пак поврзани со таа Но структура. прво инфраструктура, за да можеме понатака да зборуваме. да може да ги Тоа е пречекаме појдовна тие точка. туристи, Така. да му изнајмиме дрилица за една неделја, имаме такви дрилици, доволен број, за да може да уживат една неделја. Со тоа све ќе повлечат, ќе имат придобивки локалното население, Така. рестораните на брегот. Така. Јазивите. Така за сите. Да се Едноставно надоврзал за исто сите. тука, значи преку некои наши анализи, ова наутичкиот туризам и туризмот преку изнајмување на дрилици, потоа користење на услуги од ресторани и сите други приходи кои би можеле да се
остварат преку развој на наутичкиот туризам, ние ги проценуваме на околу 7 до 8 милиони евра во Охридското езеро, која ќе се земе предвид инвестицијата што е потребна за тие безбедни мали пристаништа, тогаш потребно е само да се види таа широката слика Да, кои се придобивките, кои колку се се сите големи придобивки. за сите. Марината не е само за не знам, За луксус. спортистите или за гостите, туку за сите. Така, мора да се земи исто придонесе. тука во предвид дека луѓето кои што изнајмуваат еделици, кои ето се туристи во наутичкиот туризам, се луѓе од високата или средната класа во Европа, така да Гости тие со подлабок джеп, ние новинарите ги нарекуваме. така да во функција е развој на наутичкиот туризам, исто преку ова што прескаро спомнавме, развојот на спортскиот туризам надвор од сезоната, исто така да се бави со едрење во светот е доста скапо, така да и надпреварувачите кои идат на регатите се туристи Така. со Така. подлабок джеп, така да ево апелирам уште еднаш да се види малце пошироката слика и Да. да Да. се превземе некој Мерки конкретни чекори да се подобри оваа слика. И јас ви благодарам на двајцата што издвоивте време и што бевте гости во денешната емисија Прашалник. Ви посакувам успеси и понатака и верувам дека ето ќе стигнете и сите заедно ќе стигнеме да имаме еден ден таква современа и убава наутичка инфраструктура со која што сите ќе се гордееме. Почитувани гледачи, вам ви благодариме за вниманието. Довидување.